Благодарам. Почитувани колеги, почитувана заменик министер, министерката вчера својот говор го започна со реченицата дека тоа е нејзиниот прв значаен и најважен документ кој што го брани во својот живот. Меѓутоа, колку е значаен и важен се гледа од нејзиниот однос кон тој документ, затоа што истиот тој документ се појави вчера да го прочита во собранискава говорница и присуствуваше околу 20 на минути, а исто толку околу 20 на минути присуствуваше и на амандманската расправа. Воедно, заменик министер, сакам да ви се заблагодарам за вашата посветеност и оваа година и претходната година, затоа што сепак вие бевте таа која што дебатираше со пратениците, вие со ваши аргументи, ние со наши аргументи, ги спротивставивме, меѓутоа сигурно ќе кажам дека вие сте еден од најпосветените министри во оваа влада. Почитувани колеги, после катастрофално лошата реализација на буџетот за 2019 година, до сега всушност буџет кој што е најголемиот проектиран буџет во историјата на независна Македонија, вчера започнавме со негово разгледување на ребалансот на буџетот на собраниска седница во Собранието на Република Македонија. Намерата на владата на Социјалдемократскиот сојуз со овој ребаланс на буџет е многу провидна, уште од моментот кога истиот беше најавен. После донесувањето, впрочем, како што прават и за се во овој нивни мандат, а не направија буквално ништо добро, веќе е позната и риториката која што ќе се користи, кога ќе почнат да ги убедуваат граѓаните, оти капитални инвестиции има кој знае колку, а досега нема ниту една. Всушност, средствата за капитални инвестиции со ребалансот ги ребалансираат или наједноставно кашано ги укинуваат. Или се намалуваат средствата кои во буџетот беа предвидени за инфраструктура, оти немаат сработено буквално ниту еден проект, а камоли да отпочнат со реализација. Се намалуваат средствата за образование, за култура, за животна средина и така натаму. Ама владата која вртоглаво паѓа ќе се обиде да купи социјален мир, при тоа задолжувајќи ја државата и сите граѓани на Република Македонија. Јавниот долг во првата половина на 2019 година е зголемен за 600 милиони евра во апсолутен износ. Нивото на реализација на капитални инвестиции е на најниско можно ниво и слободно ќе кажам катастрофална реализација на капиталните инвестиции. Од тука се поставува прашањето зашто оваа влада ги трошела и ги троши парите на граѓаните. Мора да споменам дека согласно фискалната стратегија на владата за 2020 година е предвидено ново задолжување од 600 милиони евра плюс 500 милиони евра за изградба на клинички центар. Дали ова се храбрите чекори кои ги најави премиерот во деновите кога имаше желба да биде и министер за финансии, кои ќе уништат Македонија затоа што за брзо време ќе биде надминат прагот од 60% јавен долг во однос на бруто домашниот производ. Почитувани колеги, не функционира ништо во државата, а не функционира затоа што не функционираат институциите, како на централно, така и на локално ниво. Во вака лоша состојба државата не била никогаш. А факт е дека институциите не функционираат од тоа што немаат реализирано никакви проекти. А доказ за тоа всушност е и овој ребаланс на буџет. Тоа го покажуваат и бројките, имено капиталните расходи заклучно со 8 месец на ниво од 28,2% од планираното или заклучно со 8 месец се реализирани само 20 милиони евра. Тоа е доказ колку и како работи оваа влада за жал на Република Македонија и за да биде и олкав овој процент, цела среќа е што решија да ги продолжат проектите гасификација и железничка инфраструктура, за кои нормално и проектите беа направени и отпочнати од претходната влада. Оти ако не беа овие проекти, до крајот на септември 2019 година, реализацијата на капиталните инвестиции немаше да биде ни 10%. Или кажано со една реченица. Овој ребаланс е доказ дека владата на Заев, која си го проектираше сама буџетот за 2019, во кој буџет предвиде проекти за кои нема никакви изгледи да отпочнат ни во наредната година, сега ги ребалансира тие средства кои беа предвидени за замислени нивни проекти, односно и за замислени нивни желби, нема капацитет, не знае да работи, а најверојатно не ни сака да работи во интерес на граѓаните и во интерес на Република Македонија. Со овој ребаланс се кратат средства кои беа предвидени за проекти за подобрување на
на општинските услуги, дополнително се кратат средства на Управата за имотно-правни односи, Управата за финансиско разузнавање, макроекономска и фискална политика, функции на државата, децентрализација, регионален и рурален развој, инструменти на пристапна помош ИПА-2. Со предложениот ребаланс се кратат средства кои се наменети за децентрализација, регионален и рурален развој и инструменти за предпристапна помош ИПА. Замислете, се кратат и средства и за ревизорското тело за ревизија на ИПА. А дали од проектите на СДСМ видовме да е реализиран некој, освен окинувањето на радиодифузната такса, кој што буквално секој колега што ќе излезе не заборава да го спомене, затоа што всушност е тој единствениот нивни реализиран проект во овој нивни мандат. Од Министерството за животна средина и просторно планирање се крадат средства на канализациони мрежи и одводни канали, чистење на депонии, заштита на води, унапредување на животна средина и Државен инспекторат за животна средина. Тука е редно, колеги од власта, да се подсетиме на вашите настапи после огромните поплави во Полошкиот и Скопскиот регион пред некоја година, кога бевте опозиција, затоа што се од ваша страна е само манипулација која постојано се користи. Во опозиција наводно се грижевте за граѓаните, а кога ја практикувате власта, воопшто не водите сметка за проблемите со кои се соочуваат општините. Во овој дел мора да се спомени несериозниот однос кон огромното загадување во поголем број општини во државата, за кои што владата постојано ветува дека ќе го реши проблемот, но сведоци сме дека единствено што сработи минатата зима беше исклучување на мерните станици. Во однос на образованието, вашето мото "Градиме по план", со ребалансот во образованието е кратење без план. Буквално ништо од се што ветувавте како инвестиции во образование. Лаги и само лаги. Ниту студентски град се виде, ниту подобри услови за живот на студентите. Студентскиот дом Гоце Делчев, кој што е со 2 целосно реконструирани блока и 2 во фаза на реализација, уште не го довршивте. Другите студентски не се ни започнати. Студентски град, онаму каде што планиран, не постои, а на негово место она што може да се види е само трева и грмушки. Учениците се уште немаат учебници, а веќе е втора недела на месец октомври. Жално и срамно. Во саботата министерот за образование даде изјава дека потпишал договор за печатење на учебниците, а замислите, прашање на време било кога учениците ќе ги добијат учебниците. Епа, почитувани ученици, почитувани родители, почитувани наставници, почитувани професори, од ова што досега го гледаме од оваа влада, бидејќи е прашање на време кога ќе ги добијате учебниците, како што кажа дотичниот министер, можно и да ги добијате и во септември 2020 година. Најмногу кратење има во подпрограмата Агенција за квалитет на високото образование, и тоа за фантастични 92%. И тоа, почитувани колеги, најмногу клатење за плати и надоместоци од 100%. Ова агенција беше дел од Законот за високо образование, кој што го изгласа точно ова владеачко мнозинство, на предлог од сегашната министерка за правда, која што по носењето на законот замина од образование. Тоа значи дека апсолутно ништо на оваа тема не се сработило, затоа што 100% од средствата се ребалансирани. Под програмата за основно образование со ребалансот ќе добие за 19% помалку средства. И замислете, почитувани сограѓани, колку вложила оваа власт во 2019 година во образованието, просто да не му се верува на човек. Од капитални расходи во образование, октомври месец, се ребалансираат, односно се кратат 70% од предвидените средства на почетокот во буџетот. Под програма за меѓународно основно образование има 33% намален буџет. Најдобри основни училишта, исто така 100% кратење на буџетот. Од областа на транспорт и врски пак да не споменувам. Како што веќе и на почетокот кажав, добро е што собра храброст да ја продолжат гасификацијата и инвестициите во железничката инфраструктура, проекти започнати од претходната влада. Меѓутоа, иако ништо не вложија тие во железничката инфраструктура, изгледа и со ова што го работат како продолжение на проектите од претходната влада, најверојатно ја цапнале заради тоа што предлагаат кратење од 63% на средствата планирани за инвестициите во оваа железничка инфраструктура.
Сведоци сме дека во изминатиот период во неколку наврати владата на СДСМ јавно најави приватизација на железници во Македонија. Поттаму се појасна и целта дека на ова систематско уништување е целта да се ослабне Македонски железници транспорт АД со цел да се обезвредни, да се клекне на колена, да се продаде по смешно ниска цена и најверојатно и таму да бидеме сведоци на некој рекет. Кратења во културата. За СДСМ културата не постои. Се што прават, тоест не прават, е во насока на нејзино уништување. Со ребалансот на буџетот владата на СДСМ скрати рекордни 182 милиони 100 илјади денари или 2 милиони 960 илјади евра, пари наменети за развој и унапредување на културата, културното наследство и инвестициите во културата. Или подетално, проектите од музичко-сценска дејност се скратени за 4 милиони денари, за 6 милиони 500 илјади денари се скратени средствата во заштита на аудиовизуелни добра, односно проектите во Кинотека на Македонија. Рекордни 33 милиони денари се скратени во заштита на културно наследство, односно 27 милиони денари само во недвижно наследство. Трендот на фрапантно сечење на буџетите најдрастично се осликува во делот на инвестициите на капитални расходи, кои што во буџетот беа наменети за изградба на театар во Струмица, средства за реконструкција и санација на објектите и установите од областа на културата. Буџетот од овие проекти е скратен за 120 милиони 320 илјади денари. Вакво брутално сечење на буџетите за култура јасно ја демонстрира негрижата на СДСМ за културата, посебно за културното наследство. Посебно загрижува фактот што во ребалансот не сте навели колкав износ на средства ќе обезбедите за колекторскиот систем за заштита на Охридското езеро како поддршка на напорите на централната и локалната власт за исполнување на препораките од УНЕСКО. Ако го земеме во предвид акциониот план, според него до крајот на 2019 година, значи остануваат уште нецели 3 месеци, Министерството за животна средина треба да спроведе постапка за ангажирање на консултантска куќа која ќе изработи анализа за избор на оптимална финансиска конструкција за финансирано интегрирање и управување со отпад, како и анализа на постојната локација со централната постројка за преработка, отстранување на отпад и можен избор на нова релокација. А замислете, со ова треба сето да се реализира, со ребалансот на буџетот на Министерството за животна средина му се кратат 18 милиони 450 илјади денари за чистење на депонии и дополнителни 479 илјади денари на име унапредување на животна средина. И тука ќе дојдеме за жал до болниот заклучок дека ова влада се одрекла и од Охрид и од УНЕСКО. И тоа не е се. Тука овој болен заклучок ќе го подкрепиме со фактот што за заштита на културното наследство, кој исто така е од пресудно значење за УНЕСКО за статусот во Охрид, со овој денешен ребаланс се крадат цели 114 милиони денари, да повториме, за УНЕСКО од клучни министерства. Така од Министерство за култура се крадат 10 милиони денари, од Министерство за транспорт и врски, замислете, кој што е едно од клучните министерства за реализација на овој проект, се кратат над 2 милијарди денари. И тоа најмногу во делот на инвестициите на железничката инфраструктура, која што е најбитна во овој дел. И уште многу има што да се зборува и за Охрид и УНЕСКО, меѓутоа гледам дека времето се скратува, а ако зборуваме за овој ребаланс на буџет, буквално еден пратеник може сати да зборува заради тоа што сето ова што оваа влада го прави или не го прави. Меѓутоа, јас на крај сакам да се задржам на амандманите кои што ги поднесов при разгледувањето на овој ребаланс. Амандмани кои што се однесува како на проекти кои би се реализирале како на централно, така и на проекти кои се во интерес на граѓаните на Прилеп, Кривогаштани, Долнени и така натаму. Пред да набројам дел од нив, сакам да потенцирам дека ниту еден од предложените амандмани за овие општини, од кои дел се и дел на програмата на владата, не се реализирани, ниту пак се почнати. Дел од поднесените амандмани со кои со колегите бараме средства за реализација на проекти во Прилеп, например, се следните: изградба на спортска сала во основните училишта Кире Гавриловски Јани и основното училиште Блаже Коненски.
Баравме средства за реконструкција на старата градска чаршија. Изградба на обиколница која ќе го поврзува регионалниот пат Македонски Брод Прилеп Битола, изградба на обиколница која ќе го поврзува патот Градско Прилеп Македонски Брод. И сигурно баравме средства за еден од најпотребните проекти за прилепчани, изградба на детска градилка, која што баравме да биде изградена во населбата Точила, затоа што континуирано неколку години поред бројот на деца кои што се на листа на чекање за упис во градинка е поголем од 300, така да овој проект е еден од најпотребните во нашиот град. Набавка на 4 нови автобуси за потребите на јавниот превоз во Прилеп. Со амандман побаравме средства за изградба на нов театар во Прилеп. Поднесовме амандман кој, како и сите други, беше одбиен за обезбедување на средства за реконструкција на патниот правец од село Допјачани до село Дреновци, изградба на канализации во Бела Црква, Крушејани, Врбијани, во Пешталево. Баравме заради тоа што е во катастрофална состојба да се реконструира основното училиште Пецо Даскалот во село Заполџани во општина Долнени. Заради тоа што на надзорната расправа за Охрид и Охридскиот регион од страна на општина Охрид ни беше кажано дека нема средства за изработка на детални урбанистички планови, со колешката Манаскова побаравме средства да се доделат за изработка на 19 детални урбанистички планови со цел спроведување на препораките на УНЕСКО и така натаму. Меѓутоа, почитувана јавност, во овој ребаланс на буџет не постојат ни Прилеп, ни Кривогаштани, ни Долнени, ни Новаци, ни Могила. Тоа што претходно беше изградено, за жал, сведоци сме сите дека се распаѓа. И во текот на амандманската расправа вложивме напори да ги убедиме колегите да прифатат макар и еден амандман од овие кои што ги предложивме. Меѓутоа, не наидовме на разбирање. Ова го предлагавме затоа што сите тие се во интерес на граѓаните, како на Прилеп, така и на сите други општини. Меѓутоа, на крајот од амандманската расправа се виде дека освен популизам кај власта, не постои желба за решавање на реалните проблеми со кои што се соочуваме во цела Република Македонија. Благодарам.